И здраво на сите, денеска повторно патуваме со Ташето, втор влог за оваа сезона 2023. Денес ќе одиме повторно во Егејскиот дел, ќе возиме, ја преминуваме границата низ Суровичево, покрај Островско езеро малку и низ градот Острово и се враќаме назад. Иначе, тука сега сме на патот Меджитлија-Битола, пат кој што сега моментално се реновира, поточно се крши стариот асфалт, во поголемиот дел е искршен поголемиот дел од патот, а допрва треба да се почне со асфалтирање, нешто што многу од нас го чекаат. Иначе, Островско езеро не е многу далеку, на некои 60 на километри од Битола, и е едно прекрасно место кое што ви препорачувам да го посетите, ќе видите и самите зошто. Овде веќе сме на границата помеѓу Македонија и Грција, ја преминуваме и навлегуваме сега во Грција. Тука веќе сме влезени во Грција и повторно не одиме по автопат, ќе одиме по стариот пат. Воено не има автопат до Островско езеро, можете само дел од патувањето да го направите по автопат, потоа повторно ќе треба на локален пат да се префрлите, но јас би ви препорачал да одите по стариот пат, бидејќи имате многу помалци завртувања и е потешко да се сгреши. Тука го заминавме селото Негочани и сега се упатуваме кон една како крстосница. Тоа е токму оваа, каде што доколку одите за Лерин ќе одите десно, односно право само ќе продолжите, но ние сега бидејќи одиме за Островско езеро, ќе завртиме тука во лево. Само внимавајте малце бидејќи многу ленти се тука, може лесно да се сгреши по која треба да се движи. Значи прво овде завртуваме лево, еднаш во лево, продолжуваме право, воедно правиме уште едно лево и сега тука веднаш завртуваме во десно. А веднаш откако ќе завртиме во десно, си продолжуваме по патот. Ете едно воено возило, продолжуваме по патот, иначе Островско езеро кон кое што одиме, веднаш паралелно до него има едно помало вештачко езеро, исто така, може би природно е, не се сеќавам добро. Тоа е помало, се вика Петерско езеро и водата од него се влева во Островско езеро. Ние нема да отидеме во непосредна близина на тоа помало Петерско езеро, но ќе имаме еден поглед од високо, поточно на враќање од Островско езеро, бидејќи нели се враќаме по еден друг пат и од таму ќе имаме поглед на него. Иначе тука сега ја преминуваме пругата од Битола за Лерин, која што е направена од наша страна, реновирана, но за жал најдалеку што обраќа возот, сега по најново е до Жабени и нема конкретно со обраќај до Грција, за жал. Тука сега поминуваме низ едно село, излегуваме од него и продолжуваме по патот. Одлево гледаме долина, односно Пелагонија и таму планините во далечините. Тука кај оваа раскрсница важно е да продолжиме право, лево доколку одиме ќе одиме во Овчарани, десно доколку одиме мислам дека ќе излезиме на автопатот. Ние продолжуваме тука значи право, со цел да стигнеме до Островско езеро. И тука веќе насадени ниви имаме десно и лево. А тука е местото каде што би требало да излезите доколку до некаде идите по автопат, но не сум сигурен. И од тука штом се приклучите на овој локален, односно магистрален пат, продолжувате само по ваков да возите, нема повеќе автопати до Островското езеро. И сега тука повторно се наближуваме на еден премин на пругата, всушност премногу пати во ова патување ќе ја, иако кратко патување, сепак премногу пати ќе имаме потреба да ја преминеме пругата. Иначе Егејска Македонија преовладува со премногу езера, кои природни, кои вештачки, поточно западниот дел на Егејска Македонија и сите се прекрасни. Во претходниот влог се надевам го видовте и Которското езеро, едно езеро кое што исто така беше многу убаво, а верувам дека ќе ви се допадне и ова Островско езеро кое што ќе го видиме во денешниот влог. Сега тука повторно преминуваме пруга, како што впрочем и ви реков. Многу пати ќе ја преминиме пругата и продолжуваме натаму. Патот по кој сега возам имаше знаци по патот дека има диви свињи. Лево тука во далечините го гледате Петерското езеро, малото езеро за кое што ви зборував. А подобар поглед од ова ќе имате малку подоцна на враќање од Островското езеро.
Сега тука малце бувачка нешто ми се залепна на раквиците, веднаш ја отстранивме, не е ништо страшно. И сега наближуваме до местото каде што ќе треба да завртиме во лево. Ова е многу важно, завртувате тука во лево кон градчето Суровичево. Градче велам затоа што е мало, нешто како големо село. И влегуваме тука, сега сме во Суровичево. Нема многу сообраќај, нема многу луѓе по патот, веројатно дека е викенд. И продолжувате само право и тука сега на ова место завртувате во лево. Можете и право да одите, но ќе треба повеќе завртување таму да направите, а тука доколку тука сега завртите лево и продолжите само право, немате никакви завртувања, одите само право, се додека не стигнете до Островското езеро. Иако е како малце странична улица, тесна, не е ништо страшно, сообраќајот си течи нормално. Еве повторно ја преминуваме пругата, по можеби четврт пат е ова. Иначе на самиот, еве лево го гледате повторно Петерското езеро, а иначе на самиот брег на Островско езеро во непосредна близина се наоѓа и градот Острово кој ќе го посетиме на кратко, односно градчето, а на другиот брег се наоѓа селото Пателе. Еве веќе го имаме првиот поглед на Островско езеро. И сега тука како што навлегуваме во селото Пателе, тука ќе завртиме во десно со цел да се приближиме на Островското езеро. И слегуваме и имаме еден поглед на Островско езеро. Иначе селото Пателе е населено во глобала со македонци. Има една интересна случка што во 1980 некаде се повлечило Островското езеро и плодно земјиште имало кое што било во атарот на селото Пателе. Многу работеле некои селани од соседното село и кога влегле во спор селаните од Пателе се обратиле кај градоначалникот и го прашале зошто ние да не може наше земјиште да обработуваме, туку тие да го обработуваат. И градоначалникот му рекол тоа е затоа што тие се понтијци, а вие сте цигано-скопјани. Односно во превод, само заради тоа што биле македонци, жителите на село Пателе немале право да ја обработуваат својата земја. И сега се движиме тука по една платформа на самото Островско езеро. Одлична платформа, доста голема за пешачење, за прошетка, за дишење, за малку доживување на ветрето кое што ти вкоси дуваше. Сигурно ги забележавте овие ступчиња на средина, тоа се всушност штекери. Штекери кои се малку поразлични од кај нас и се со 3 дупки, за разлика од кај нас каде што се со 2, но предпоставувам такви се во цела Грција и служат да си го наполните телефонот или нешто слично за кое што треба струја. Исто така има вакви како паркинзи за кајчина, што се многу интересни, имаат многу вакви како се викаат, не знам, за заврзување на кајчињата и да си го паркирате тука, многу лесно да си слезите, да си замините, да си се вратите, повторно да си се качите на кајчето и да замините. Всушност ова е една добра идеја, би можела да се изгради една ваква платформа и на Охридското езеро за помали кајчиња. А сега ние тука веќе заминуваме од Островското езеро, се уште ќе возиме покрај него, тука се уште сме во селото Пателе, каде што тука лево има еден кафич, каде што можете да седнете со поглед на езерото, а ние тука движиме крај самиот брег на Островско езеро и се движиме кон градот Острово. Инаку Островско езеро е големо колку 14% од Охридското езеро, има површина од 54 км2 и во него, како што ви реков и претходно, се влева Петерското соседното езеро.
а длабочината максимална му е околу 70 метри. Право пред мене гледате малце се собираат тешки облаци над планината пред мене. Планината иначе веројатно Ниџе, со врвот кај Макчелн, една позната планина. И тука почнав малце да се грижам дека ќе ме фати дожд, бидејќи кога одев и времето беше доста нестабилно. Но што да правам, тоа е тоа, природа. Тука лево и десно има доста овоштарски насади од типот праски, јаболка, како и дошта цреши забележав, а имаше и лозија. И влегуваме во градчето Острово, тука веќе гледате една прекрасна црква од десната страна. И ќе направиме едно многу мало кругче низ градчето Острово и продолжуваме за дома. Тука сме негде по нешто како шеталиште, нешто по кое што беше дозволено со возило, бидејќи видов имаше паркирани возила по него, па претпоставив дека е возно, но исто така многу празно гледате. Еве тука десно 2-3 луѓе и тоа е тоа. Излегуваме од Островско езеро и продолжуваме за дома, ги гледате темните облаци напред, како да се спремни да доаѓаат наваму со цел да се разврнат. И тука бев малце загрижен и почна веќе малку побрзо да возам, побрзо да целам кон дома. И тука веќе гледате тие се веќе од десната страна облаците, ние одиме право и малце онаму ќе треба во лево да завртиме, па можев малку да се опуштам. Иначе од десно и лево гледате доста јаболка. И сега ова е нешто како превојче на патот назад, кое што ќе поминиме малку потаму низ, односно покрај селото Баница. И мора малце прво да си скачиме, да одиме нагоре, па потоа да слегуваме надолу. Патот не е нешто сјаен тука на места, но на некои места е доволно, така да речем, мазен, еве како тука например во случајот. Добар е, нема некои дупки, не треба некои маневри да се прават со цел да се избегнат дупките и само си возите нормално. Еве го сега, од лева страна Петерско езеро, езерото за кое што ви реков преќе, ќе имаме мал поглед како од високо на тоа езеро. Тоа беше тоа, Петерското езеро, повторно во левиот дел го гледате таму, во левиот горен ќош. И тука малце се потпушти едно куќе, на другото му беше гајле, а јас си продолжив за дома. Еве сме веќе низ селото Баница, една прекрасна црква од левата страна. Селото Баница е иначе населено со македонци претежно, а ние тука веќе си одиме кон дома и кај да е веќе ќе се приклучиме на патот по кој што идевме, односно тоа е овој пат. По овој пат веќе идевме натаму и сега си одиме. Еве и раскрсницата првата што ја поминавме откако ја преминавме границата и тука веќе ќе заврши и овој влог. Ви благодарам што го гледавте на вистина, ако ви се допадна стиснете лайк, претплатете се за повеќе влогови и се гледаме во следниот влог. Поздрав!